Ова учебна година ќе започне со 200 паралелки помалку во основното образование и 100 паралелки помалку во средно. Во 26 села на училиштата ќе им се стави клуч на вратата, бидејќи нема запишени ученици во прво одделение или има мешани паралелки со помалку од 10 ученици. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека ова се прави со цел да им се овозможи на учениците социјализација и да се подобри квалитетот на образованието, да не бидат изолирани во одредена рурална средина, каде што превладуваат одредени принципи, дури и стереотипи. Мораме дека училиштето се наоѓа, да речеме, над 20 километри или над 15 километри оддалечено од првото најблиско училиште. Ако патиштата по кои што се патува се несоодветни, недостапни, децата треба премногу време да потрошат цел ден во пат, тоа не е соодветно, особено не за малите деца од прво до трето одделение или еве и до пето одделение. Тогаш ќе го спроведуваме ова. И тоа го прават и други земји. И е оправдано. Но ако на 2,5 километри имаме училиште централно, во кое што има 200 деца, а на 2,5 километри имаме училиште во кое што има 18 деца, нема логика да ги чуваме заровени децата во тоа училиште од 18 дечиња. Треба да ги придвижиме кон ова другото. Веќе објаснував зошто и како. На прашањето дали учебниците ќе бидат обезбедени на време, министерката Јаневска уверува дека нема да недостигаат. Учебниците се веќе дистрибуирани и се наоѓаат во училиштата. За прв пат годинава ние го имаме тоа завршено многу порано пред почетокот на учебната година, така да одговорот е тој, имаат учебници ученици. Министерката информираше дека оваа учебна година се запишани околу 14.500 ученици во прво одделение, додека бројката се очекува да се промени, бидејќи уписите продолжуваат и во текот на август и септември. Според Јаневска, бројот е помало од минатата година, иако разликата од над 4000 ученици првично евидентирана сега е намалена.